Еве каде скокаме. Ах, Оливија, Жал ми е. во ред, дојди тука, дојди. Дали знаеш зошто го правиме сево ова за Божик секоја година? Не. Го поставуваме ова за Божик секоја година за да го прославиме раѓањето на Исус. Токму тоа е всушност Божик. Зошто? Затоа што тој беше најважниот подарок што овој свет некогаш го имал. Тој е нашиот спасител. Оливија, на што најмногу се радуваш за Божик оваа година? Освен за подароците? Да, освен за нив секако. Па нема училиште 2 недели. И секако твоите познати тројни чоколадни колачиња. Навистина мислиш дека ќе ги направам? Се надевам. Ајде да не заборавиме што всушност е Божик. Знам, бабо. Божик е поврзан за Исус. Едноставно, оваа година не изгледа како Божик. Мамо, не без баба. Знам, но ова беше нејзиното омилено годишно време. И една од нејзините омилени работи беше да ја постави сцената на Христовото раѓање со вас. Запомни што секогаш велеше таа. Ова е најважниот период од годината, затоа што го добиваме најголемиот подарок досега. Исус. Мислам дека таа сакаше да го запомниш тоа. Но што е за ангелот? Добро, ангелот им кажа на мудреците за раѓањето на бебето Исус. Тој беше најдобриот подарок што некогаш сме го добиле. Зошто? Исус е нашиот Господ и Спасител. Поради Него сите наши гревови се простени. Затоа го славиме Неговото раѓање. Интач со доктор Чарлс Стенли. Споделување на Евангелието низ целиот свет. Следно на програмата Интач. Божик, Божјата мудрост. Секогаш е извор на утеха и мир да се знае дека нашиот Бог секој ден, цел ден, кој ни го води животот, е Бог на мудроста, што значи дека тој секогаш го избира најдоброто во секоја одлука што ја носи. Тој не само што го избира најдоброто, туку го избира најдобриот начин за нас да дојдеме до најдоброто. Не само тоа, мудроста е многу повеќе од фактот дека Бог знае се. Но кога размислуваш за одлуките кои Бог ги носи, тој секогаш носи мудри одлуки кои секогаш го носат најдобриот резултат. Така, ако некоја личност на вистина ги сака најдобрите резултати од животот, тие ќе го изберат Божиот начин. Тие ќе изберат да ги следат одлуките кои Бог ги поставува во нивниот живот. Кога размислувате за тоа, ме потсеќа на Римјаните 8:28, кога апостол Павле, кој ја потврдува оваа идеја за Божјата мудрост, рекол: знаеме дека Бог содействува се за добро на оние кои го љубат Бог и се повикани според неговата волја. Зошто? Затоа што тој е сезнаечки Бог кој секогаш го избира најдоброто. Исто така, ако погледнете наоколу и си го погледнете животот, дали не би се согласиле дека кога јас и ти ги следиме неговата волја, цели и план, секогаш го добиваме најдоброто. Па она за кое сакам да зборувам во оваа порака е за одлуката која Бог ја донесе, за мудроста која се наоѓа во оваа одлука, бидејќи од Битие до Откровение ќе го најдеш следното: Бог како прави одлуки. И ја гледате неговата мудрост во сите настани еден по друг, ќе видите Божјата мудрост како се појавува и живее во животите. Свртете во Римјаните 11 за момент. Павле беше апостол. Она што го правеше тој е ја проповедаше и објавуваше Божјата мудрост. Во Божјиот план за откуп, тоа беше многу мудро. И така, кога доаѓаме до оваа 11 глава, 33 стих, тој едноставно ја објавува оваа неверојатна слава кон Бога, велејќи:
од длабочино на богатството, премудроста и Божјото знаење, колку се недостижни неговите судови и неисплатливи неговите патишта. Кога размислувам за Божјата мудрост и мислам колку се недостижни неговите патишта, би сакал да избереме еден од тие настани во историјата. Еден од тие настани кои, веројатно, како и сите други, ни ја покажуваат Божјата мудрост. Гледај колку е мудар Бог во секој дел од тоа. Па што е тоа? Насловот на денешната порака е Божик, мудроста Божја. Јас сакам да видиме како Божјата мудрост е јасно, преубаво искажана и опишана во целата сцена на раѓањето на Господ Исус Христос, започнувајќи со времето на случување. Некој вели, па што е толку мудро за времето на случка? Еве што е мудро. Во вечноста, Бог Таткото, Бог Синот и Бог Светиот Дух направиле план. И така настанало созданието. Бог дозволи времето да помине. И ако започнеме со само некој од тие цивилизации како Египет, например, и целата нивна празнина и сите нивни богови кои ги славеле, тоа не било Божјо време. Потоа доаѓаме кај другите генерации и додека се движиме кон нив, би сакал да ги следите со мене, бидејќи сакам да видите нешто во Галатјаните, глава 4, во 4 стих. Тој вели: а кога се исполни времето, Бог го испрати својот син, роден од жена, роден под законот, за да ги откупи оние кои беа под законот, за да можеме ние да го примиме откупувањето. Во исполнувањето на времето, ајде да се вратиме назад. Ја имавме египетската цивилизација со сите нивни големи постигнувања. Бог рече: тоа не е правото време. Потоа доаѓаш, например, во времето на асирците и нивната империја, колку и да била голема. Тоа не било правото време. Потоа доаѓаш до халдејците и тоа не било право време. Потоа доаѓате до персиците и колку и да биле напредни, тоа не било право време. Потоа доаѓате до времето на грците, неверојатна цивилизација, веројатно допринесувајќи до една цивилизација доколку што е можно од една група луѓе. Тие ни го дале јазикот, грчкиот јазик и ни дале многу нешта, уметноста и се друго. Но тоа не било правото време. Потоа дошло времето на римјаните и што се случило? Тие изградиле врз грчката цивилизација. Имале патишта и автопати, например, кои биле безбедни. Патувањето по море било безбедно. Имале комуникација која била толку распространета, што ако некој зборувал грчки, тој можел да биде разберен скоро секаде. И така, кога апостол Павле дошол, се било веќе совршено наместено за него. Тој можел да патува безбедно. Тој можел да зборува на грчки. Тој можел да биде чуен и разбран скоро секаде. Светот бил отворен широко и го имале она кое го нарекувале Пакс, односно мирот на Рим. Тие владееле со светот кој тогаш го знаеле. Токму во ова време на римска доминација беше роден Исус Христос. Сушност, тој вели, кога се исполни времето, кога Бог виде дека времето беше точно за тој да ја исполни својата цел и да ја заврши својата задача, тогаш Господ Исус Христос се роди. И така, кога јас и ти ги гледаме мудреците како доаѓаат од исток, звездата и сите настани кои се случуваа, Бог не правеше ништо случајно. Слушајте, толку точно, толку јасно, толку педантно и толку предодредено, како што Бог беше за настанот на раѓањето на неговиот син. Бог исто така се грижи за времето во твојот и мојот живот. Тој се грижи за целите кои ги има поставено во нашите животи. Тој се грижи за нашите достигнувања и исполнување на тие цели. Тој знае колку долг живот имаме и затоа тој работи мудро во твојот и мојот живот секој ден. Односно, тој е оној кој ги има избрано целите и тој е оној кој знае како ние можеме да ги достигнеме тие цели во нашите животи. Така, во животот на Господ Исус Христос, најпрво, неговиот живот не започнал во тој момент. Тој се родил уште пред вечност. Синот на живиот Бог Исус Христос, роден во одредено време за кое Библијата вели, е исполнето време. Односно, кога Бог припреми се. Сега, ако имавме време, можеме да испитаме преку филозофијата, комуникацијата и сето ова, религијата, например, во времето кога Исус се родил. Многу богови кои тие наводно ги обожавале.
но имало чувство на разочарување со нивните богови. И така, Исус Христос дојде на сцената токму во правото време. Не само што е Божјата мудрост очигледна во тоа, но јас мислам дека Божјата мудрост се гледа во објавувањето. Например, ако отидете назад во Лука, глава 2 за момент, ќе се сетите дека ангелот дојде во стих 10. Ангелот пак им рече: "Не бојте се, зошто еве ви најавувам добра вест, голема радост која ќе биде за сите народи." Тоа не би било така и не би го рекол тоа на некој император, на Цезар, например. И затоа тој вели: "Зашто денес ви се роди Спасител во Давидовиот град, кој е Христос Господ. И ова ви е знак, ќе најдете младенче повиено како лежи во јасли." Одеднаш со ангелот се најде множество небесно воинство, кое го фалеше Бога, велики: "Слава на Бога во висините и на земјата мир, во луѓето добра волја." Потоа, видете, а кога ангелите се отидаа од нив во небото, пастирите се зборуваа еден на друг: "Тогаш да отидеме до Витлеем и да видиме што се случило таму за кое ни соопшти Господ." Немаше сомнеш во нивните умови за тоа кој беше ангелот. Постоеја луѓе кои ги очекуваа доаѓањето на Месијата. Ова нешто кое Господ ни го откри нам, и брзајки дојдоа и ги најдоа. Марија и Јосиф и детенцето како лежи во јаслите. Сега видете го ова. А штом видоа, кажаа се што им беше речено за детенцето. И сите кои чуја се воскитуваа на она што пастирите им го рекоа. Што направија тие? Токму она кое Бог сакаше да го направи. Тие овчари отидоа при пријателите и семејствата и почнаа да им раскажуваат за она кое го видоа. И доволно од нив го видоа тоа за да бидат веродостојни. А сепак, многу луѓе се прашуваа. Но некако, наместо да речат: "Ние не веруваме во тоа", тие се сомневаа во нештата кои ги чуе. И вестите почнаа да се шират дека ова бебе беше родено. Тој беше навестен од ангел и беше навестен како Исус Христос, Месијата, односно Господ, Спасителот на светот. А евреите разбраа што тоа значи. И така, самата објава беше Божјата мудрост. Тој искористи ангел за да нема грешка. Им кажа на пастирите, бидејќи тој знаеше точно што би направиле. Тој се покажа себе си повторно со најскромните, со овчарите, и тој знаеше дека ќе ги испрати да ја споделат вистината на пораката, дека Спасителот е роден. Никакви грешки, ништо во целата случка за раѓањето на Исус Христос е нешто што само едноставно се случи, но беше многу внимателно, мудро испланирано од семоќниот, неверојатен, сезнаечки Бог кој го планира нашиот живот. И ако ние сме доволно мудри, ќе го следиме тој план. Но интересно е да се забележи дека оваа објава не само што дојде до ангелите и колку неверојатна потврда беше за Божјата мудрост, но начинот на кој Исус Христос беше роден беше исто така дело на неговата мудрост. Затоа би сакал да забележите назад во Лука дека Исус Христос не беше само роден од човек, но Библијата вели дека тој беше роден од девица. Слушнете што се случи во првата глава од Лука. Ке се сетите дека ангелот ја посети Марија, а во 6-тиот месец Бог го испрати ангелот Гавриел во галилејскиот град по име Назарет при девица свршена за маж по име Јосиф. Потоа, ако одете понатаму, ангелот зборува и потоа словото вели. Стих 32. Тој ќе биде голем и ќе се наречи Син на Севишниот. И Господ Бог ќе му го даде престолот на неговиот татко Давид. И тој ќе царува над Јаковиот дом до века. И неговото царство не ќе има крај. Слушнете го ова. А Марија му рече на ангелот: "Како ќе биде тоа кога јас не знам за маж?" Ангелот одговори и рече: "Светиот Дух ќе дојде на тебе и силата на Севишниот ќе те осени. Затоа светото кое ќе биде родено од тебе ќе се нарече Божји син." Бог во неговата совршена мудрост намерно не го зачна својот син од човек. Најпрво, тој мора да биде целосно безгрешен и целосно совршен за причината, целта за која Бог го испрати. Да се роди од девица. Сигурен сум дека многу луѓе во тоа време кои слушнале не поверувале или рекле: "Како може ова да биде?" И јас можам да се сетам на една пригода. Еднаш кога седе во училница, професорот зборуваше за Библијата и за раѓањето од девица рече: "Не, јас не верувам во тоа." Тој рече: "Тоа би морало да е чудо." Јас сакав да речам: Да. За тоа се работи. Чудото на раѓањето на Исус Христос од девица. Божјиот Дух го зачна во неа и го донесе на светот Божјиот син, бидејќи, знаете, најпрво тоа не беше почеток на неговиот живот. Беше почетокот на неговиот земски живот, но не
почеток на неговиот живот, затоа што во Михеј и во Стариот Завет делови зборуваат за него како оној кој од вечност до вечност. Исус Христос немаше почеток. Тој беше Алфа и Омега. Никогаш нема почеток, никогаш нема да има крај. Најпрекрасното нешто за него е дека е целосно вечен. Тој не започна во утробата на девица Марија. Тој не дојде, на пример, од Јосиф, но Божиот дух го насади во таа жена самиот живот, самата личност на Божиот син. Кога размислувам за Божјата мудрост, исто така размислувам за самото име кое му беше дадено. Сега знаеме дека ангелите му го дадоа името Исус. И така, кога Марија го нарече Исус, на пример, велиш, па што е толку мудро во тоа? Ајде само да го кажам ова. Најпрво, тоа беше многу често име во тоа време. Многу еврејски момчиња го имаа името Исус. Па зошто тој не се нарекуваше со некое многу различно име? Исус секогаш беше идентификуван со што? Со понизените. Зошто тој беше крстен? Затоа што беше грешен? Не, тој не беше. Не беше крстен бидејќи беше грешен. Тој беше крстен за да се идентификува себе си со грешното човештво. Не затоа што имаше потреба од прошка или нешто му беше простено. Така, кога се работи за неговото име, кое е неговото име? Исус. Еврејскиот збор е Јешуа. Што означуваше тој збор? Ослободителот на Јехова. Дали тоа е случајно? Дали тоа едноставно се случи? Не. Ова е ослободителот на Јехова. Слушајте, ослободителот на Јехова. Тоа име представуваше, символизираше и ја објавуваше самата цел за која тој дојде. Да го ослободи човештвото од нивните гревови, да биде спасителот на светот. Но знаете ли кој е најневеројатниот израз на неговата мудрост во сето тоа? И тоа е целта за која тој дојде. Сега размислете за ова на момент. Зошто таткото го испрати него? Зошто таткото го испрати својот син? Зошто дојде Исус? Ако го гледаш целиот негов почеток и сите нешта кои го обколуваат, зошто дојде тој? Исус Христос дојде во светот како јагнето Божјо за примарната цел да умре на крст. Тој дојде како пример. Секако пример на свето и побожно живење. Но тоа не беше неговата причина за доаѓање. Неговата првична причина за доаѓање беше за да умре. Тој рече, јас дојдов да го дадам својот живот како откуп за многумина. И така, кога ќе погледнеш кон Божјата мудрост, размисли за ова. Еве убав израз на Божјата мудрост. Ајде да го ставиме Бог Таткот, Бог Синот и Бог Светиот Дух, водејќи разговор уште пред почетокот на светот. И знаејќи дека човекот ќе сгреши, велејќи: сега, како ние ќе го откупиме човештвото? Секако дека не мораа да размислат за ова. Јас само го разгледувам. Како да го откупиме човештвото? Можеме да му дадеме на човекот неколку правила според кои мора да живее. И така, ако се придржува до нив или до неколку од овие правила, тогаш ќе му се простат гревовите. Ние ќе го прифатиме во Божјото семејство и така ќе му биде простено и ќе биде дете Божјо. Но, имајќи грешна природа како што има човекот, тој нема да може да се додржува до тие правила. И покрај тоа, знаејќи го човекот, сигурно би имало поделба точно што значат тие правила. И човекот не би можел да се согласи на сите нив, така што тоа не би функционирало. Што е со човекот кој добро се однесува? Па затоа што тој има грешна природа, знаеме дека нема да се однесува добро бидејќи тој не може. Неговата природа е грешна и ќе биде грешна. Неговата природа ќе го спречи да биде поврзан со нас. Така, што ќе правиме? И така, што направи Бог? Во неговата неверојатна мудрост, тој не мораше да го смислува сето ова и прилично сум сигурен дека овој разговор не се случил. Но што направи тој? Тој одлучи дека постои еден начин на кој можеше да му се прости гревот на човекот. И една од работите со која Бог мораше да се справи е оваа. Бог мораше да го реши овој проблем. Сега, чекај малку. Ако Бог е свет и целосно совршен, а човекот е грешен, и веќе знаеме дека душата која греши ќе умре, а човекот ќе греши и ќе умре, тогаш што ќе правиме? Како ќе се справиме со ова? Постоеше само еден начин. Бог избра во неговата мудрост да ја исполни секоја потреба. Односно, тој знаеше дека човекот со своето однесување никогаш нема да може да го достигне ова. Тој не можеше да се држи до правилата и да се одрече себе си.
да има дисциплина или болка нанесена од себе за да може да биде прифатен пред Бог. Немаше начин човекот самиот да направи нешто за да биде прифатен пред Бог. И човекот се уште не може. Тој не можеше уште од почеток и се уште не може. Нештото кое Бог мораше да го одлучи е ова. Како ние се уште можеме да останеме Бог Татко, Бог Син и Бог Свети Дух во нашата совршена светост, а истовремено да му простиме на човекот кој не може да си помогне. Имаше само еден начин. Бог во неговата мудрост избра да го стори тоа, тројството. Бог Отецот, Бог Синот, Бог Светиот Дух донеле одлука. Исус Христос, Синот Божи, кој е Бог, самиот би дошол на овој свет, би се родил од девица, би живеел меѓу луѓето и на крајот би отишол на крстот. И на тој крст, тој би го положил својот живот, жртвеното јагне, родено во штала како јагне, родено во куќата на лебот, затоа што тој ќе биде лебот на животот. Тој би го положил својот живот како замена, како жртвена замена за целото човештво. И единствената личност која веројатно би можела да го направи тоа би бил Бог. Кој друг би можел да го поднесе гревот на целото човештво, освен самиот Бог? Затоа што секое друго човечко суштество на лицето на земјата би било грешник. И така, тој не можеше да умре освен за собствениот грев, а тоа не би функционирало. И така, Бог во неговата совршена мудрост избра да дојде на овој свет. Тој избра да дојде, роден од девица, да го живее својот живот, да оди на крстот, да биде распнат од римјаните, но предодреден од самиот Бог, за да може да умре како заменска жртвена смрт за на човекот да му бидат простени гревовите. И кога секој човек универзално, без разлика кој е, би прифатил дека тој е Син Божи, дека неговата смрт е помирување, тоа значи дека се плаќа цена за ништо и дека е замена во моментот кога човекот е подготвен да го прифати како спасител, неговата смрт како помирување, неговата смрт како замена. Тој момент ќе бидат простени гревовите. Нивното име е запишано во книгата на животот на јагнето. Тоа ќе бидат запечатени како деца на семокниот Бог и ќе бидат вечно безбедни се додека живеат на оваа земја и за сета вечност. Во мудроста Божја, тој рече дека може да има само еден пат. Еден пат, една личност, еден крст, една смрт, една замена, една прекрасна жртва за гревот на човештвото, а тоа е личноста на Исус Христос. Така, што кога јас и тија гледаме сцената со јаслите, ако го видиме целиот Божјиот откупувачки план, ова е начинот на кој ќе гледаме. Ќе видиме сцената на јаслите со сенката на крстот, како точно лежи преку неа. Сега овој семудар Бог, кој ни даде единствен план за откуп, рече: ова е тоа, ова е начинот. Велиш, па зарем тоа не е прилично арогантно? Ке мора да го обвинувате Бог? Не може да има друг начин. Еве што рекол Бог. Еден правец. И Исус тоа го кажа многу јасно, многу едноставно. Рече: јас сум патот, вистината и животот. Никој никаде не доаѓа кај Отецот освен преку мене. Знаете ли зашто е Божик? Божик е ова прекрасна, воскитувачка демонстрација на Божјата света совршена мудрост во тоа да го сака човекот безусловно и да ни даде спасител на начин што никогаш нема да можеме да ја избришиме од нашите умови, таа сцена од јасли, кога Бог ја посети земјата за прв пат во неговото совршено божество, земајќи ја на себе човечноста, за да не биде секој еден човек на лицето на земјата за секогаш заслепен од неговата слава, сјај и величественост. Тој мораше да биде ставен во човечко тело, за да ние можеме да гледаме на него. Да ви поставам прашање. Ако Бог вели, а тој го рекол тоа, има само еден начин, според мојата мудрост, има само еден начин. Ти велиш, но сега јас само... Не е тоа проблемот. Знаеш што? Не прави разлика во што верувам јас или во што веруваш ти. Прашањето е што рекол Бог.
Воедно, слушајте, Бог рече дека има еден и само еден начин. И тука е убавината на сето тоа. Тој го направи тоа толку едноставно. Не мора да поседувате ништо. Не треба да одите никаде. Вие не треба да имате ништо. Не мора да имате образование. Не постои ниту една материјална работа што човекот ја смислил и што треба да ја имате. Знаете што треба да направите? Едноставно, верувајте му. Верувајте му. Прифатете го она што тој го кажува како вистина. Како го правиш тоа? Еве што правите. Ти велиш: Господи Исусе, ти исклучив од мојот живот сите овие години. Те молам да ми простиш за мојот грев. И јас верувам дека твојата смрт на крстот целосно го исплати мојот долг за грев, бидејќи така вели твојот збор. И затоа те молам да ми простиш врз основа на твојата смрт и ти верувам како мој личен спасител за простување на моите гревови. Тогаш сте го направиле најмудрото нешто што можевте да го направите на лицето на оваа земја. Прими го за себе дарот на вечниот живот кој доаѓа во една личност, а таа личност е Исус Христос. Тој е она што Божик го представува. Татко, колку сме благодарни. Ти со сета своја прекрасна мудрост го контролираше, суверено го надвладеа секој поединечен аспект од доаѓањето на твојот син. И сега, овие стотици и стотици години подоцна, ние ти се поклонуваме, те обожуваме, те славиме, те благословуваме, ти се покоруваме, се поклонуваме пред тебе. Се понизуваме пред тебе како признание и восхитување на твојата прекрасна мудрост да го направиш тоа на твој начин. Нека Светиот Дух им зборува на срцата на многу луѓе, за да го примат Христос, нивната единствена надеж и твојата единствена врата кон небото, како нивен личен спасител. Во неговото прекрасно име се молиме. Амин. Ако сте биле благословени од денешната програма, ве молам посетете не на веб страната www.intouch.org. InTouch, водејќи ги луѓето низ светот во поголемо заедништво со Исус Христос и зајакнувајќи ја локалната црква. Оваа програма е спонзорирана преку службите InTouch и овозможена преку Божјата благодат и вашите верни молитви и дарови.